Здраво, дечки! Во ова видео ќе ви покажам како да ја направите познатата игра X. Ова игра која ја играв доста кога бев помал и ми беше интересна. Сега ми беше интересно да ја направам со C++, ја isprogramирав и доколку сакате да видите како се прави тоа, изгледајте го видеото. На мене тоа е за тотални почетници, така да почнеме со некое едноставно објаснување на играта. Значи играта се состои од двајца играчи, X и точка, кои наизменично го поставуваат својот знак во табла со 9 полиња, со цел да направат права линија. Бидејќи X и точка можеме да ги представиме како букви, тоа е знак, затоа за нив ќе искористам променлива од типот чар, а за да го представам полето, ќе искористам низа од такви знаци. Во нејзе сакам да ги има и позициите од 1 до 9, кои подоцна ќе ги печатиме, за да му кажеме на јузерот кај да внесе. А исто така да ни печати и X и точка кај што ги има. Па да ја направиме играта, ќе направиме прво проект. Ќе биде конзолна апликација, бидејќи е најлесно. Ќе крстиме X точка, отиди. Сега ова е она што го добиваме по дефолт во проектот. Сега чудно е зашто му фали return 0 на mainот. Но еве ќе му го дадеме. Сега ова е главната програма, секогаш од ваму почнува извршувањето. Имаме само една команда што ни вика испечати го ова на екран. Ова е библиотеката што ни возможува да ја користиме оваа функција. Значи еве што прави тоа. Сега оваа функција дефинитивно ќе ни треба. Ќе го додадам и ова. Го ставив ова за да не го пишувам ова овде, тука, секад, кога ќе користам тие функции. Ова во пракса тешко дека се користи, ама за да биде поедноставен туторијалот, ќе го искористам јас. И сега да почнеме од дефинирање на нашите променливи, кои ќе ни ги чуваат податоците за играта. Значи, една таква променлива е играчот. И иницијално нека ни биде играчот еднаков на X. Второ, ова ќе ни биде таблата. И ваму ќе ги внесам бројчината од 1 до 9. Сега како ќе иде уствари програмата? Прво ќе имаме печатање на таблата. Значи ваму ќе ни биде кодот за печатање. После тоа ќе имаме внесе од корисник, значи ќе ни внесе преку тастатура на која позиција сака да го стави својот знак. После тоа откако имаме на која позиција корисникот сака да го внесе својот знак, сега можеме да го ставиме тој знак на таблата. Правиме проверка дали е крај на играта. И ако не е крај на играта, потоа ќе го смениме играчот. И ова цело време ќе ни се повторува. Еве, сега да ја испечатиме таблата. Нека се вика вака. Ова значи е замена за Enter, што значи дека следното печатање на екран ќе отиде во нов ред. Ќе искористам истата команда за да ја испечатам таблата. Сакам да оставам малку празно место и после да го испечатам првиот елемент од таблата. Сега првиот елемент е на нулта позиција
индексите во C++ почнуваат од 0, значи ова е на нулта позиција и ова малце ќе не зеза понатаму, затоа ќе направам низата да има 10 елементи, еден од кој никогаш нема ни да се гледа, тоа ќе биде нулата. И сега на индекс број 1 го имаме кецот, што е окей. Ево ова. Уште празно место. Борт од 2. Пак празно место. Борт од 3. И на крај нов ред. Ево ова. Сега ова ќе ни ја испечети таблата. Ајде да видиме како ќе изгледа тоа. Да, ова изгледа окей. Сега треба да му кажеме на корисникот да внесе на која позиција сака да го стави својот знак. Вамо ќе ставам уште еден. Значи му кажуваме да си внесе позиција на која ќе го стави својот знак. Ќе искористам интеджер променлива за позицијата. И со оваа команда ќе ставиме во оваа променлива. Оваа го зима внесот од тастатура и ни го става тук. Сега, кој имаме таа позиција, сакаме да ја ставиме на таблата. Значи имаме board od position. Да ни биде еднакво на играчот. Значи играчот ни е X и во првиот случај ќе биде тоа. Сега за проверка на крај на играта тоа ќе го направиме подоцна. И сега можеме да направиме промена на играчот. Значи ако играчот бил X, сега да стане точка и обратно. Ни треба циклус за ова да се повторува. Значи ќе ставиме еден ова ќе биде бесконечен циклус кој ќе ни ги повторува овие команди цело време додека не му кажеме да престане. Значи вака ќе изгледа. Ајде да видиме. Put your mark. Значи, еве, x-от се стави вамо, еве на двојче ќе ставиме точка, на тројче ќе ставиме пак x. И ова е супер, си функционира, ама, ако ставиме сега на позиција 1, ни го пребриша x-от. Значи, ова е нешто што не смееме да го дозволиме, што значи дека треба вамо да имаме валидација. Значи да провериме дали позицијата е од 1 до 9 и дали на таа позиција која сака да стави корисникот знак веќе има нешто од претходно ставено. Значи ако е исполнет овој услов, ќе го ставиме ова тука, ако не, и сега што направив? Значи проверувам дали позицијата е од 1 до 9, значи да ни биде валидна,
и исто така во таблата на таа позиција да нема ни X, ни точка. Ако е тоа окей, тогаш го ставаме знакот на играчот на таблата, а ако не, со оваа команда се враќаме на почеток на циклусот, значи повторно ќе ни ја испечети таблата. Сега ќе пробам повторно на единица да ставам и не ми стави, значи ме тера повторно да внесам, што е окей. Сега ме нервира ова што ни се повторува. За да го снема тоа, ќе искористам оваа команда. System Clear Screen. Само за да ја искористам оваа команда ќе ми треба една библиотека. Тоа е оваа библиотека. И еве сега, ако внесеме 1, повторно 1, значи ништо не се случи, ако внесеме двојка се менува и ова е веќе прогрес. Тука со валидацијата ќе додадеме уште нешто плюс, да не е случајно корисникот ни внесе некои глупости. Но ајде сега да ја направиме проверката дали ни е готова играта. Значи може да имаме 4 ситуации во кои се наоѓа играта. Една е додека се уште играат, значи има валидни потези и никој од играчите нема направено линија. Друга ситуација е кога X победува, тоа значи дека X направил линија. Трета ситуација е кога точката победува и последната ситуација е кога е нерешено. Значи двајата играчи ги поставиле своите знаци и никој нема направено линија. За сите овие ќе направиме променлива. Ќе видите како ќе биде тоа во код. Значи условите за крај на игра е да се направи права линија и може да имаме вака, 3 линии вака, вертикално. И може да имаме 2 диагонали вака. Значи сега ќе ги испишам овие услови тука на страна, за да си ги имаме и полесно да не биде додека кодираме. Значи еве ги условите кои ги дефиниравме, кои ни означуваат крај на играта и сега ќе ги ставиме овде. Ама пред да го направиме тоа ќе си дефинираме нов тип на променлива. Ајде ќе ја ставам тука. Која ќе ни кажува во каква состојба ни е играта. Сега тука ќе бидат тие 4 состојби што ви ги покажав претходно. Значи ова сега ќе ни биде нова променлива, која ќе ни ги содржи 4 состојби на играта. И еве како се користи. Сега дефинирам променлива од овој тип и ќе се ја ставам на иницијална вредност ова, што значи дека играчите се уште играат и сега циклусот нема да ми биде бесконечен, туку ќе ставам ако овоа е еднакво на овоа. Се додека е ова исполнето, да ми врти циклусот. Сега го правиме ова, за да ги дефинираме овие линии кои означуваат крај на играта. Значи играта ќе заврши ако на сите 3 позиции имаме ист знак, без разлика дали е тоа X или точка. Значи ако борд од 1, борд од 2 и во исто време борд од 2 ни е исто со
3. Значи, ако ова не е исто со ова и ова не е исто со ова, значи сите три се исти и тука имаме линија. Сега, за да дознаеме кој играч победил, може да направим нешто вака. Mark board ODL. Значи со оваа команда ќе го земеме знакчето што стои на оваа позиција и ќе можеме да провериме кој играч победил. Значи, ако знакот е X, тогаш победил играчот X, и ќе оставиме вака, ако не, значи победила точката. Сега ова ќе треба да го направиме за сите овие линии и да не ве убивам од досада, ќе го направам тоа, ќе го забрзам видеото тука. За крај ни останува уште еден услов, значи ако ништо од ова не е исполнето, можно е да се случи да играта не е решена, тоа е во случајот кога сите позиции се пополнети и нито еден играч нема направена линија. Сега да го опфатиме тој услов, ќе го додадеме ова. Значи ако не е различно од единица, тоа што го ставивме како иницијално, значи имаме некој знак таму. И логиката е дека ако на сите позиции е различно од иницијалното, значи ќе имаме знак и тогаш ќе ни биде нерешено. Исто така и ова треба да го забрзам. Сега го имаме ова овде. Ова веќе не ни треба, може да го исклучиме. И сега ќе си правиме проверка за ова. Значи ако победил X-от, да испечатиме. Значи ако не е нито еден од овие случаи, тогаш сакаме да направиме промена на играчот и тоа ќе биде тука. И со ова играта ни е речиси готова. Ајде да видиме дали направивме некоја грешка. Добро, ајде овака. На прва позиција ќе ставам на втора, на петта, сега мора на деветка, ќе изберам шестка, ќе блокира на тројка и сега треба да ни победи играчот X. Да, тоа е топ. Ајде да видиме за нерешено.
Значи ова си функционира. Тука имаме некоја грешка. Леле, каква грешка сум направил овде. Овде треба да стои седмица, а тука осмица. Гледам нещо чудно ми печети. Ајде сега да пробаме пак. Да. Сега ако ставиме на седмица, ќе ни победи X, но ќе ставам на осмица, а на седмица ќе ставам точка, од деветка. Аха, кој цверс. Добро, нема се. Сакав да ја изедначам играта, ама гледај што направи. Ништо, ја уште една. Еден, два, три. Ставам петка, 4, 7, 8, сега 6 и 9 и го имаме и нерешеното. Сега за валидација, ова вамо не е доволно, бидејќи корисникот може да внесува и нешто вака. И чисто да ви покажам што ќе се случи, ќе ставиме еден брейкпоинт тука. Ќе ставиме не единица, туку ова ќе го испише. И сега во позиција имаме 0, бидејќи не прочита ништо валидно и ова нема да ни функционира, пак ќе праша. И сега цело време е заглавено тука, бидејќи цело време чита од истиот инпут. За да го немаме тој проблем, вамо го правиме ова. Значи ако не успеал да прочита како што треба, тогаш правиме ова ни е за да ни го исчисти знаменцето што кажува дека имало грешка при читање, за во наредните читања да не ни смета. И исто така, бидејќи постои нешто како бафер, тоа е место кај што се зачувуваат податоци и тој бафер се уште стои во ова, треба и него да го исчистиме. Сега со оваа команда што му кажувам е да игнорира 10.000 знаци или да прекине ако стигне до Enter. И доколку ова се деси, исто како преска, не ќе да продолжиме понатаму, туку сакаме да се вратиме од почеток. Да му испечити таблата и повторно да почне. Ајде ова пократко да биде, ова е огромно. И тоа е нашата игра. Сега, во наредното видео, сакам да додадам е да го прашува корисникот дали сака да игра уште еднаш со play. Исто така да може да се зачува резултат, колку победи има X, колку победи има точка. И исто така сакам да направам да има опција да игра против компјутерот. И тоа беше видео, се надевам ви се допадна, ако ви се допадна ставете лайк, ако не дислайк, мавнете subscribe и се гледаме во наредно.